И годинава по 29 пат ликовни уметници од земјава и од странство ќе пренесат дел од својата виртуозност на ликовните платна во амбиенталниот простор на древното светилиште манастирот Серандопорски. Годинишната сесија на ликовната колонија, која го носи името на големиот светец и заштитник на градот Крива Паланка, започнува на 5 и ќе трае до 15 септември, а во исконскиот амбиент ќе творат уметници од вкупно 9 земји, информираше Јордан Михајловски, член на Советот на колонијата и еден од основоположниците на истата. Од 5 до 15 традиционално, како и секоја година, во древното македонско светилиште манастирот Свети Јаким Осоговски се одржува 29-то издание на меѓународната ликовна колонија Свети Јаким Осоговски. По пат на селекција, Советот на ликовната колонија има покането 18 ликовни творци кои ќе творат во амбиенталниот простор на конаците во Свети Јаким Осоговски по слободен тематски пристап. Ќе имат обврската да направат по 2 дела кои финално на 14 вечерта во 20 часот ќе бидат презентирани пред пошироката јавност. Поканети се 18 ликовни творци, од кои 8 од Македонија. Сега првично ќе ги наведам земјите кои ќе бидат учесници. Белгија, уметник ни доаѓа за прв пат од Белгија. Уметник за прв пат ни доаѓа од Грција. Имаме ликовни творци од Словенија, од Романија, од Бугарија, Украина, Турција, Србија и Македонија. Сметам дека ликовната колонија Свети Јаким Осоговски за 29 години успеа да се профилира во препознатлива работилница на ликовната уметност, која на некој начин успеа да ги обедини духовните енергии на македонското современо сликарство и да влезе во светската мапа на ликовни манифестации. Интернационалната ликовна колонија е своевиден културен бренд на Крива Паланка, кој традиционално се реализира под покровителство на Кумановско-Осоговската епархија со поддршка од Министерството за култура. Колонијата работи под патронат на манастирот Свети Јаким Осоговски на Кумановско-Осоговската епархија, а е поддржана и е влезена во програмата на Министерството за култура. Колонијата секогаш била од отворен карактер. Кривопаланчани може да не посетуваат кога сакаат во текот на денот, да се дружат со уметниците. Изложбата со годиничните дела ќе се одржи на 14 септември во галеријата на Стариот манастирски конак, а по завршувањето на колонијата делата ќе бидат презентирани на изложби во Скопје и повеќе градови низ Републиката.